Еве реторичко прашање. Ги слушам медиумите блиски до една од политичките партии од албанскиот блок, велат во теке процедура за носење на законот за албански јазик. Читам, ВМРО ДПМН вика, ова е јазик за двојазичност на цела територија на Република Македонија. После читам од БЕСА соопштение дека овој закон воопшто не е закон и воопшто за двојазичност и воопшто не се воведува двојазичност на цела територија на Република Македонија. Од ДПА сега гледам предлог закон, веројатно е тој предлог закон од ДПА, вашиот опозицијски партнер во ова собрание, кој сега предлага нешто за кое што ви овдека дискутирате. Овој закон, кој е точка на дневен ред, не воведува двојазичност на цела територија на Република Македонија, не е противуставен, воопшто не значи никаква ни федерализација, ни кантонизација, никаква промена, а сачувај Боже ќе ја немало Македонија, па што се не изласлушавме овие денови од вас, колеги пратеници од ВМРО ДПМН. Македонија ќе ја снемало. Ја снема во 2008 година, ја снема во 2011 година и ние зборуваме за прво читање. Почетна постапка во редовна постапка, кога што се утврдува потребата од донесување на овој закон. Зошто ја замајувате цело време јавноста? Па нема да биде донесен овој закон пред изборите. Тоа е невистина што го кажувате. Ке се донесе потреба или ке се гласа за потреба од негово донесување. Па следи второ читање, амандманска расправа, имавме комисијска расправа на европски прашања, имавме комисијска расправа во матичното тело на политички систем, па ќе следува јавна расправа, па ќе следува широка дебата. Зошто е оваа фобија што се создава сега? Меѓутоа, имајќи ги во предвид различните гледања на овој закон, заклучокот е еден и единствен. Ова се користи само и исклучиво во предизборни цели. Ништо друго. Значи, секоја политичка партија си зема за право за да собира политички поени во очи на локалните избори. Инаку да ве подсетам дека и во 2008 година и во 2011 година законот за употреба на јазиците беше носен по завршување на парламентарните избори во коалиција ВМРО ДПМН ДУИ. Ништо нема разлика ни овој пат.